Благодарам, председателе. Како една од подписниците на овој закон, ќе дадам одредени, бидејќи е прво читање законот, односно зборуваме за потребата на носење на овој закон. Законот е закон за формирање на факултет за медицински науки и здравство во состав на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Имено во Битола уште во 1988 година е отворена првата виша школа за сестри во Битола, која што прераснува во 2000 година во висока школа, која што и моментално така функционира. Предлогот на закон го носиме заедно со Министерството за образование и наука и е дел од втората фаза од проектот за јакнување на образованието и професионалната регулатива за медицински сестри и акушерки во Македонија во 2026-2028 година, со цел да се постигнат високи европски стандарди за едукација на медицинските сестри. Важно е да се напомене дека проектот се спроведува со помош на Република Словенија, која што веќе има искуство со образување на академски студии за медицински сестри. Инаку јас малку истражува во кои земји од Европа има 4 годишни студии за медицински сестри и тоа се некои од земјите се Германија, Холандија, Шпанија, Португалија, Грција, Кипар, Романија, Литванија, Бугарија и така натаму. Она што е исто така исклучително важно да се напомене е оно што ќе биде корисник на овој закон, а тоа се медицинските сестри кои што се дефицитарни не само кај нас, туку и скоро секаде во Европа, медицинскиот персонал е во тежок дефицит. Така да, деновиве слушнавме дека председателката на Сдруженијето на медицински сестри се изрази позитивно за ваквото законско решение, заради тоа што прв пат во Македонија ќе добиеме медицински сестри со академско звање. Тоа значи 240 кредити, 4 годишни студии и можност за продолжување на последипломски студии и докторски студии. Односно, ќе можат идните медицински сестри академски да предаваат на ваквите школи, што досега не беше случај. Реков, ова е прво читање, значи зборуваме за потребата на носење на ваквиот закон. Јас само сакам да напоменам, имавме одредени полемики со еден од колегите. Овој закон помина низ одредени фази, нормално. Прво требаше мислење да даде за ваквата идеја одборот за акредитација, и тоа е дадено на 14.5.2025 година. Потоа се носеше како извештај на влада и на крај доаѓа како предлог во собранието во прво читање, второ читање, а потоа ќе се формира матична комисија на предлог на Националниот совет, ќе формира министерот, која што ќе продолжи постапката за формирање на ваквиот факултет и доколку сите овие фази поминат во најдобар ред, од наредната академска година би требало овие академски 4 годишни студии да почнат со работа. Ова сакам посебно да го напоменам. Во рамките на високообразовната дејност на факултетот ќе се изведуваат 4 годишни студиски програми за 3 профили: медицинска сестра, акушерка и медицински биохемичар. Меѓутоа ќе продолжат и стручните студии: медицинска сестра, техничар, акушерка, медицинско-лабораториски аналитичар, радиолошки технолог, физиотерапевт и санитарен инженер. Значи, уште еднаш напоменувам, паралелно со 4 годишните студии ќе продолжат и стручните студии кои што се моментално во функција. Тоа значи дека на факултетот ќе се врши високообразовна дејност од областта на медицината и здравството на ниво на додипломски, постдипломски студии или втор циклус, докторски, специјалистички, субспецијалистички, како и научна, истражувачка и применувачка дејност. Реков дека за 2 недели некаде ќе имаме и академско, ќе имаме и второ читање на законот, каде што евентуално, ако сме направиле одреден пропуст, ќе интервенираме со амандмани.
Бидејќи од опозиционата партија СДСМ се приклучија на овој закон, и еве колешката веќе овде кажа јавно дека го поддржуваат ваквиот закон, јас само да не делува како реплика, меѓутоа да, кога вие ја предложивте прв пат одлуката која го несовме за медицински факултет во Битола, и ние дадовме нашата поддршка како битолчани, не само како битолчани, туку општо како граѓани на Република Македонија. Секако сме за унапредување на образованието и секаква таква поддршка, секаква таква иницијатива би поддржале. Се надевам дека и другите опозициони партии ќе ни се приклучат. На комисија разговаравме нешто, имаше одредени реакции од колегите од ДУИ, а јас се надевам дека и тие ќе го поддржат законот и ќе ни се приклучат во развојот на образованието во Македонија. Благодарам. Јас ви благодарам. Ралвас për fjalësh para Следна за збор е пријавена пратеник Арбано Пашоли. Повелете, имате збор.